Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денешното издание го посветуваме на меѓународниот колабораториум од нус производи до функционална храна, одржливи пристапи за здравјето на потрошувачите, организиран од UKLO Colors, кој се реализираше на 12 и 13 мај 2026 година во колаборативниот простор во студентскиот информативен центар на UKLO. Посветен на иновативни и одржливи пристапи во трансформацијата на прехранбените нус производи во функционална храна со додадена вредност за здравјето на потрошувачите. Останете со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Ми подаваш рака и секогаш така даш да кога сум. Па дава твоја рака, гасне мојта мака, јас спокојна сум. И ништо не ме плаши, штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Без тебе кода паѓа, без ни ден ноќ што се раѓа. И дом на тој некој мрак, оставен без трак. И тече празно време, некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен, како моја сен, како шепот најнежен. Дури секој зид, ти ми разбираш, пролетне се ти, животот наш. Ми подаваш рака и секогаш така даш да кога сум. Па дава твоја рака, гасне мојта мака, јас спокојна сум. И ништо не ме плаши, штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Ми подаваш рака и секогаш така даш да кога сум. Па дава твоја рака, гасне мојта мака, јас спокојна сум. И ништо не ме плаши, штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Како што кажавме во најавата, Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors, на 12 и 13 мај 2026 го реализираше меѓународниот настан колабораториум од нус производи до функционална храна, одржливи пристапи за здравјето на потрошувачите, на кој се зборуваше за иновативните и одржливи пристапи во трансформацијата на прехранбените нус производи во функционална храна со додадена вредност за здравјето на потрошувачите. Настанот обедини експерти, истражувачи, студенти, представници од индустријата и академската заедница, кои дискутираа за одржливо управување со прехранбени нус производи, развој на функционална храна, циркуларна економија во агропрехранбениот сектор, иновации за подобро јавно здравје и одржлива исхрана. Колабораториумот го организираше Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола со партнерските универзитети од Colors, Јан Длугош од Полска и Универзитетот Ла Манша од Кастилја во Шпанија, кои беа дел и од агендата и од учесниците.
Колабораториумите се начин преку кој Алијансата ги воспоставува сите активности и соработки помеѓу членките. Носители на овој колабораториум се две наши респектабилни членки, Факултетот за биотехнички науки и Високата медицинска школа, кои се меѓу првите 4 кои ще учествува во активностите на Алијансата, рече на отворањето на настанот проректорот за финансии и развој на УКЛО, професор доктор Јоведин Митијаталевски, кој е воедно и раководител на УКЛО Колорс. При тоа ги запозна присутните со активностите на Алијансата. Ова Алијанса не е обичен проект и не е само проект, туку тоа е еден конгломерат од многу проекти и од многу активности. Значи, тоа е Алијанса на иновативни, колаборативни и одржливи регионални универзитети, која што има безброј активности. Крајната цел ни е заеднички студиски програми, двојни дипломи за нашите студенти, меѓународна соработка, нормално визитинг професори и така натаму. Во Алијансата Колорс не учествуваат само факултетите, туку учествуваат еден широк спектар на институции, невладени организации, бизнис сектор, локалната самоуправа, која што е многу значаен сегмент и имаме среќа ние што од почетокот и до денес е вклучена во сите активности на Алијансата Колорс. Одржани се многу активности. На 5 јуни сега ќе имаме уште една активност каде што започнува изработувањето на заедничка студиска програма за втор циклус меѓу економскиот факултет од Прилеп и два партнерски универзитети. Сите тие активности ќе продолжат. Значи 2 години поминаа, сега влегуваме во втората фаза имплементација, кој што е наречен метаморфоза, така го крсти академската раководителка и прифатен е од целата Алијанса. Тоа значи во некои работи ги следиме другите универзитети, меѓутоа во некои сме и водечки, да речем, во одредени делови, што е големо задоволство и за мене и за целиот наш универзитет. Имаме еден одличен пример тука како да одиме, а тоа е академската раководителка Рената, која што има двојна диплома, и тоа од нашиот УКЛО и од универзитетот во Гент, Белгија. И тоа замислете, кога ги немавме сите овие можности, каков тежок процес беше тоа. Ние за една обична соработка со некој странски факултет или универзитет требаше да подпишуваме 3-4 договори, па други пропратни акти и така натаму, а сега се ни е на располагање без никакви договори, без никакви документи, можеме да соработуваме со сите овие партнерски универзитети кои што се навистина респектабилни и во нив вкупно учествуваат околу 130.000 студенти, а има околу 12.500 професори и академски кадар. Темата на колабораториумот, однос производи до функционална храна, одржливи пристапи за здравјето на потрошувачите, произлезе од незината актуелност, посочи академската раководителка на УКЛО Колорс, професор доктор Рената Петревска-Нечковска. Ова е една од неколкуте теми на паметна специализација кои што ги имаме ние како УКЛО преземено да ги адресираме во рамки на Алијансата. Меѓутоа, темите се секогаш мултидисциплинарни и широки. Па затоа кажуваме најмалку 2 факултети, најмалку 3 партнери и 4-кратниот хеликс со најразлични профили на бизниси, граѓански организации, институции на системот и образовни институции. Сето тоа е оној процес на кокреација кој што ние го промовираме како Алијанса. Во рамките на новото, на актот за циркуларна економија, всушност НУС храната ќе стане и копроизвод или производ паралелен во процесот што се јавува, за да не се прво нарече отпад, а второ да не се третира како таков, а трето да биде искористуван многу повеќе пати пред да стигне до финален отпад. Така што ова е поле на неоткриен потенцијал, кој што знаеме дека менторите и нашите студенти ќе го адресираат баш на точен начин. Првиот ден од одржувањето на колабораториумот на 12 мај, учесниците имаа можност да ги проследат презентациите на професор доктор Елена Јошевска и професор доктор Гордана Дмитровска од Факултетот за биотехнички науки во Битола, магистер Билјана Марковска како представник од Високата медицинска школа, како и на професор доктор Јануш Капушњак од Универзитетот Јан Тлугош од Полска и професор доктор Амаја Залакаин Арамбру од Универзитетот Ла Манша од Кастилја, Шпанија, кои представија современи европски практики
и научни достигнувања кои придонесуваат кон намалување на отпадот од храна и создавање нови нутритивно вредни производи. Деканката на Факултетот за биотехнички науки, професор доктор Елена Јошевска, во изјавата за медиумите, ја образложи идејата за овој колабораториум. Оно што е многу актуелно денес е точно, зелената агенда до 2030 година, да нема глад и што ќе се случува со животната средина. Од таму тргна идејата за една ваква работилница во кој што 4 хеликси ќе добијат знаења, практика и вештини по-конкретно за темата. Прехранбената индустрија е сектор кој што е доста развиен во нашата земја, а отпадоците од прехранбената индустрија и то како влијаат на зачувување на животната средина, доколку правилно нели ги искористиме. Еден таков производ од млекарската индустрија е сурутката, во кој што може да се преработи како функционален производ во смисла да се произведат разни типови на сирења, кои што се светски познати, да се искористи како храна за протеински додатоци и напитоци. Исто така од месната индустрија сите мугатори кои што произлегуваат можат да се искористат за производство на функционални трајни колбаси, тоа се чајна, кулен, зимска, стремска салама, со нивните додатоци. Понатаму билните екстракти кои што произлегуваат од растителното производство исто така можат да се употребат во различни кондиторски производи. Тоа се само неколку примери на кои што нус производите можат сепак да се употребат, да се валоризира самата вредност и да се зачува животната средина во целина. Исто така од ова може да произлезе и друга тема, отпадоците од кујните, исто така се доста актуелен проблем кој што понатаму може да биде тема за нареден колабораториум. Тука да кажеме дека Факултетот за биотехнички науки во Битола ги отвори своите лаборатории за учесниците на колабораториумот, кои има можност да го проследат процесот на изработка на функционални производи. Сега одиме со музика, а потоа и затекот на вториот ден од одржувањето на колабораториумот од нус производи до функционална храна, одржливи пристапи за здравјето на потребувачите, реализиран од Duplo Colors. Бакни ме за крај, штом ке си одиш. Бакни ме да знам дека ке одиш. Се ми зема, се ми скина, пола младост, сета сила. Бакни ме да знам дека не се враќаш и да не те видам никогаш. Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Бакни ме за крај и не се враќај. Сега сигурно чекорам сама до крај. Ти посакувам среќа и храброст. Штом те снема, се смени. Сега знам за се си крив. Се едно ми е, дал ке си мртов или жив. И да не те видам никогаш. Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Бакни ме за крај и не се враќај. Бакни ме за крај.
На вториот ден од одржувањето на колабораториумот од нус производи до функционална храна, одржливи пристапи за здравјето на потрошувачите, кои, како што кажавме, го реализираше Универзитетот Свети Климент Охридски Битола како член на Европската универзитетска алијанса Колорс, учесниците проследија презентации на студии на случај, а учествува и на тркалезна маса со представници од 4 хеликси – академската заедница, локалната самоуправа, бизнис заедницата и невладиниот сектор. Одлична можност да се поттикне соработката меѓу различните сектори и да се премости јазот помеѓу академската заедница и реалниот сектор. Од дискусиите што се развија на тркалезната маса ќе оформиме низа предизвици кои што студентите заедно со нивните ментори мултидисциплинарно ќе пробаат да ги решат во текот на своето студирање во форма на проектни задачи, дипломски, магистерски и докторски истражувања, изјави за Универзитетското радио Упло ФМ Битола професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академски раководител на Упло Колорс, и посочи. Интенцијата на ваквите колабораториуми се многу стейкхолдери на едно место, а ние ќе пробаме да ги сублимираме и да го премостиме конечно она изолација и своји светови на академијата со реалниот свет и да бидат едно. Оно што се поставува како прашања и дискусии од страна на вклучените и од студентите, а и од нашите партнерски гости, од студентите од Јан Длугош Универзитетот во Полска, се конкретни работи во кои што тие сакаат одговор од стручните лица, како од организаторите на овој колабораториум, Факултетот за биотехнички науки и Високата медицинска школа, така и од другите присутни од стейкхолдери кои што ги поканивме. Верувам дека ефектите ќе се постигнат со овој четврт колабораториум, веќе сме на одлична насока. Разговаравме со дел од учесниците на колабораториумот. Ке ги слушнете во продолжение. Зоран Бардаковски, раководител во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Во изминатите 2 години веќе втора средба од ваков вид, каде што се разговара за начините низ храна, за видовите низ храна, здравата храна, функционалната храна и така натаму. Целта е најнапред да се сретнат, да има синергија меѓу сите чинители во секторот, прехранбениот сектор, значи се оно што значи од производство, од нива па до трпеза. Тоа би представувало дека треба да се внимава на она со што се храниме, како вид на храна внесуваме и дали таа храна е збалансирана. Ние како агенција, например, за поттикнување на развој на земјоделството, делуваме советодавно во тој аспект пред сека земјоделските производители, самиот начин на производство и оротехничките мерки кои ги спроведуваат во врска со производството на храна, меѓутоа се оди чекор понатаму во примарната преработка и обработка на тие производи да ги имаат најмалку минималните потребни хигиенски услови за производство на здрава и безбедна храна за конзументите. Добро, во однос на ова што го зборувате и во текот на дискусиите кажавте дека она што можеби недостасува тоа е информираноста на граѓаните во однос на користењето на функционалната храна и влијанието на социјалните медиуми врз потрошувачите. Дефинитивно како нација немаме доволно запознаеност што представува храната и исхраната. Значи, ретко се читат декларациите кои што за жал можат и да имат спротивен ефект, односно погрешно да ги наведат конзументите за оно која е содржината на храната. Но оно што е декларирано фактичка самата декларација. Токму затоа се настојува од најмала возраст населението, односно најмладите, прво децата да почнат да ги учат сегментите што е на храна, кои се основните нутриенти и што е неизбалансирана исхрана. Имавме некој сличен проект и ние како агенција кој што го замисливме во соработка со локалната самоуправа во Преспанскиот регион, например, каде што во соработка со нашата агенција веќе со училиштата, основните училишта, делите си имаат во својата програма и одење на излети на терен со малите дечиња, да можат да видат оно што представува производство на јаболко. Значи да го видат на терен производството на јаболката, што е карактеристично за Преспанскиот регион, како се произведува, што значи и која е вредноста на конзумацијата на јаболкото како една од најздравите видови на храна кои што е на нашиот, да речам, во нашиот регион. Јас сум Драган Илиевски, генерален директор на компанијата Magic MG, дел од Маличи групација.
Компанијата се занимава со преработка на јаткасти плодови, производство на путер од кикирики. Компанијата се наоѓа во Охрид. Постоеше и предходно, значи постои од 89-та година под друго име, како под друга собственост, меѓутоа Маличи груп ја купи во 2022 година, отоаш функционира во рамките на групацијата и работи во делот на, да речем, јаткасти плодови во смисол грицки и функционална храна, меѓу другото и путер од кикирики, и се обидуваме во соучество на вакви колабораториуми и други видови на обуки да го најдеме својот пат и да малку се прошириме во делот на функционалната храна. Сакам да искажам важноста од организацијата на ваков тип на колабораториум, посебно затоа што во целата организација се вклучена алијанса која што работи на ниво на Европска унија со учество на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, што за мене е една одлична можност да слушнаме некои интересни работи во делот на функционалната храна и незините придобивки за потрошачите, чисто како една идеја за развојот на производството од бизнис секторот понатаму. Меѓутоа ми импонира интересот и расположението и на студентите бидат активно вклучени во истражувањата и во целата работа околу делот на учење понатамошно и вклучување во производните процеси. Во смисол, јас сум производна компанија, па мене ме интересираат посебно во производните активности, меѓутоа исто така и во маркетинг активностите, во делот на истражувања научни во типот на ваквата тема и слични теми кои се однесуваат на функционалната храна. Моето прашање до вас, задоволни сте од она како студентите реагираат на ваквите настани? Може би соработка со вашата компанија и Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во однос на изведување практична настава, стипендирање на студенти и така? Секако дека има интерес, посебно делот на сродните факултети со нашата индустрија. Зошто да не, затоа што баш ме интересира да видам студенти се појавија доста на ваквите колабораториуми, покажуваат интерес, активно се вклучуваат во дискусијата и сметам дека голем е потенцијалот да се вклучат и во практична настава, а и лично ние како компанија сме заинтересирани и да ни понудат некаков тип на соработка и истражување, па можеби некаков производ заеднички понатаму кој што ќе значи нешто на македонскиот пазар, зошто не и за извоз. Јас сум Мики Ристевски, дипломиран инженер по квалитет и безбедност на храна. Своето високо образование го заокружив на факултетот за биотехнички науки во Битола. Моментално работам како технолог во компанијата Lutman Bachtlund Foods. Исто така за време на мојата академска кариера свој придонес донесов во размената Еразмус на Универзитетот Јосип Јурaj Штросмајер во Осијек во Хрватска, каде што се стекнав со тамошна диплома и тоа беше како една конекција помеѓу Факултетот за биотехнички науки и Универзитетот Јосип Јурaj Штросмајер во Хрватска. Бев поканет со своето излагање за да доловам една поразлична перспектива за функционалната храна, односно кои се придобивките за консумирање на функционалната храна, кои се бенефитите, како е поделена функционалната храна, како ние како компанија исто така придонесуваме во креирање на производи кои спаѓаат како функционални. И честа беше голема што бевме поканети на овој настан, бидејќи од учесниците на проектот се разви како дискусија, стварно доста интересни информации разменивме и се надевам дека вакви теми, вакви проекти ќе има во иднина каде што можат учесниците, професионалците да дискутираат на темата храна. Компанијата Lutman Bachtlund Foods е шведска компанија, мајката фирма е во Шведска, компанијата е лоцирана тука во Кравари. Компанијата се занимава со производство на протеински барсови кои се со здрави алтернативи на шеќер, односно не се користи шеќерот во таа индустрија. Исто така има голем асортиман на кондиторски производи кои исто така се со знакот No Added Sugar. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застануваш
како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Ти се плашиш да ме сакаш, а сакаш да те сакам. Ме полудуваш што одиш па се враќаш. Се плашиш да ме сакаш, а сакаш љубов моја. Ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Да побегнам. И немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Бум 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 бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бумеранг, бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Веќе кажавме дека учесници на колабораториумот беа студенти од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а присутни беа и студенти гости од Универзитетот Јан Длугош од Полска. Исто така, член на Алијансата Колорс, партнер во организирањето на настанот. Со нас тие ги споделија нивните навики врзани за храната. Hello, my name is Zofia Pivovarska. I come from GDU from Poland. Currently I study Здраво, јас сум Зофија Пивоварска, доаѓам од Универзитетот Јан Длугош од Полска. Студирам германски јазик и филологија на мојот универзитет. Тука сме на колабораториумот на Европската универзитетска алијанса Колорс. Дојдени сме во Битола, Македонија и се здруживме со студентите од УКЛО Колорс. Во врска со темата, храната во Полска ја користиме на повеќе начини оптимизирано. Значи, купуваме оноку колку што ни треба, а не одвишно за да се расфрла. Потоа, ако има остатоци, ги каниме пријателите за да се дружиме и ја дојадеме. Исто и во фамилиите. И она што се прави во државата, постојат различни продавници, организации, а и конкретно апликација. Апликација да се вика Too Good To Go, премногу добро за да се фрли, на која што веќе сите граѓани пријавуваат што им останало и каде со добар рок и може да се искористи. И така на ниво на мрежа се доискористуваат отпадоците од храна. or less money. Hello, my name is Grzegorz Witkowski from Jan Długosz University in Poland. I'm studying... Јас сум Грегори Витковски од Универзитетот Јан Длугош од Полска, партнер во Алијансата Колорс. Јас студирам право. Во врска со храната, како што кажа мојата колешка, многу внимаваме колку количински се купува во нашите семејства и како се троши, и скоро секогаш внимаваме да биде свежа храната. Тоа има двоен бенефит. Од една страна, свежата храна мора брзо да се изеде и така да мора да се испланира колку се купува и како се троши, а од друга страна, таа е храна без конзерванси, позитивно влијае на здравјето и на тој начин свесно ја управуваме храната во нашите домаќинства. And products that are long shelf life. И кон крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, да кажеме дека заклучокот на организаторите на настанот е дека овој колабораториум уште еднаш ја потврди својата улога како значајна платформа за поврзување на науката, иновациите и одржливиот развој во агропрехранбениот сектор.
Настанот покажа дека преку заедничка работа и размена на знаење се создаваат реални решенија за иднината на храната, со силен фокус на здравјето на потрошувачите и одржливото користење на ресурсите. Почитувани, тука го завршуваме ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Укло ФМ Битола, мај 2026 година. Укло ФМ 90,8.
Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk